Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа, Службен весник на Република Македонија број 5/02 и Службен весник на Република Северна Македонија број 202/24, член 15 од статутот на општина Росума и член 58 став 1 од деловникот на Совет на општина Росума, Службен гласник на општина Росума број 7/06, председателот на Совет на општина Росума донесува решение за свикување на трета седница на Совет на општина Росума. Пред да го прочитам дневниот ред од решението за свикување на третата седница, да ги усвоиме записниците од претходните седници и тоа втора вонредна седница на Совет на општина Росума и прва итна седница на општина Росума. Го ставам на гласање. Ставаш на гласање? Записник од минатите. Како? Имам да кажам, забелешка имам на записникот. Добро, повели. Се работи за втора седница, така ли? Да. На втората седница на 10-то прашање Мислав побара фактури да ми се достават, не ми се доставени. Барам да ми се достават фактурите во среда. Бидејќи не можеле сега да достават, во среда да ми доставени фактурите. Важи да ги прашаме сектор финансии. Праша си го. Нема што да го прашуваш, фактури ми требаат. Дали друг бар разбор? Доставам на гласање. Кој е за? 9 за, 0 против, 0... 8 за. 8. Енчо не те против. Со 8. Чекай, вие записи било прва итна, вие стави на гласање. За записникот од првата итна седница, дали некој има забелешки по однос на овој записник? Доколку нема, го ставам итниот на гласање на крај. Кој е за? За работа на оваа седница, согласно пристигнати материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 од деловникот на Совет на општина Росума, го предлагам следниот дневен ред. Извештај на Комисија за образование и култура, спорт и обележување на празници и манифестации од седница одржана на 1.12.2025 година. Точка 1. Предлог програма за обележување на денот на општина Росума 17 декември 2025 година. Извештај од Комисија за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Точка 2. Предлог одлука за утврдување на бројот на стипендии, избор на стипендисти за учебната 2025-2026 година. Точка 3. Нацрт буџет на општина Росума за 2026 година. Точка 4. Предлог одлука за определување на надоместокот за изборните органи за извршена работа во процесот на подготовка и спроведување на локалните избори 2025 година во општина Росума. Точка 5. Предлог решение за давање на согласност на анекс број 1 за измена и дополнување на годишна програма за работа и прилози кон годишна програма за работа на ООУ Пере Тошев Росума број 01-256/3 од 1.8.2025 година за учебната 2025-2026 година. Точка 6. Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД Росума за регулиран период 2025-2027 година. Точка 7. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЙПКД Росума за регулиран период 2025-2027 година. Точка 8. Извештај квартален за финансиско работење, заедничко јавно предпријатие, регионален центар за зграđување на бездомни миленици и ветеринарно здравство, стационар Шепа, Кавадарци за период од 1.1.2025 до 30.9.2025 година. Точка 9. Програма и план за работа на ЗЈП стационар Шепа со предлог буџет и финансиски план ЗЈП стационар Шепа за 2026 година. Дали некој има предлог збор за додавање на дневниот ред? Повели колега Ватко. Имам предлог како 10-та точка советнички прашања.
Го ставам предлогот на колегата Владко Трајков на гласање. Кој е за? Што беше? Советнички прашања. 8 за. Вака поставениот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? 8 за, 0 воздржани, 0 против. Здраво на сите, почитувани советници, почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Сакав едно кратко образложение за она што сме направиле сега овој период пред сите вас да предочиме и да образложиме. Во изминатите околу 40 дена од преземањето на функцијата градоначалник на општина Росоман, сакам да ви информирам за активностите и резултатите што се реализирани, со засилено темпо, одговорност и цела посветеност. Најнапред сакам да ви известам дека долгот на општина Росоман е намален за над 1.500.000 денари, што ни представува значаен чекор кон финансиска стабилизација. Го комплетиравме првиот проект финансиран со средства од владата во изnos од речиси 11 милиони денари, наменет за одводнување на Бавчите. Паралелно со 3,5 милиони денари собствени средства беше завршено асфалтирањето на двете улици, односно кракот од улица Гоце Делчев и улица Страшо Пинџо. Утре е закажан увид од страна на комисијата од Министерството за животна средина, со што се отвара постапка за исплата на првата времена ситуација од 6,5 милиони денари, а подоцна и за целосна исплата на проектот. Во продолжение сакам да истакнам дека во тек е јавна набавка за комплетирање на Бавчите, која опфаќа изгрба на атмосферска и фекална канализација, асфалтирање и уредување и поставување на улично осветлување. Паралелно со ова се изработува елаборат за експроприација, неопходен за целосна реализација на проектот. Ова представува најголем инфраструктурен проект досега финансиран во општина Росоман, кој е финансиран од владата преку Министерство за транспорт и врски, а истиот е и кофинансиран од страна на општина Росоман. Во овој период се изврши кастрање на голем дел од локалните патишта, се реализираше големата еколошка акција Генералка за чистење на Росоман. Се асфалтираше најголемата улица во село Сирково, а во моментов следува и реконструкција на тротоарите и изградба на нови тротоари во делот до игралиштето. Се замени осветлувањето во спортската сала ОУП Ретошев од страна на раководството на ОУП Ретошев, односно средствата се покриени од самиот буџет на училиштето. Денес се врши одбележување на хоризонтална сигнализација на пешачките премини, со што значително ќе се подобри безбедноста во сообраќајот и движењето на пешаците. Во ЈПК Росоман го вратиме во функција новиот трактор и метларката. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на советникот Јовица Стошиć. Во наредниот период ќе биде оставен во функција и ножот за чистење на снег, со што ќе се овозможи значителна заштеда на средства. Се отстрани лошото решение сообраќајно на влезот во Росоман, а во наредниот период ќе се набават ПВЦ столбови за модерно и безбедно одбележување на пешачките зони и сообраќајните решенија. Во делот на образованието и детската заштита, во детската градинка беше заменет ламинатот со собствени средства од детската градинка, а ќе се набават и нови клими и телевизори. Во селото Сирково ќе се заменат вратите на училиштето, ќе се постават смарт телевизори и ќе се набават нови компјутери за наставниот кадар. Овие средства се обезбедени од буџетот на училиштето. Се обезбедија униформи за првачињата, се заврши постапката за стипендирање, а на денешната седница се комплетира целокупната потребна документација. Во делот на јавното осветлување се поставија канделабри и нови светелки на улица Пролетерска и Цандо Кузманов. Започнавме со осветлување на населбата Гумење, која долго време беше неосветлена. Активностите ќе продолжат за улично осветлување во останатите делови на општината. Дополнително се поправија оштетените автобуски постојки кои ќе бидат брендирани во боите на грбот на општината. Се воведе телефонска линија и вибер комуникација за побрза детекција и решавање на проблемите. Од општествено одговорна компанија беа донирани контейнери за кабаст отпад, се вратија во функција мерните станици за земјоделците, а центарот на Росоман беше новогодишни украсен со собствени сили благодарение на трудот на вработените во општина Росоман и јавното комунално предпријатие. За оваа намена беа потрошени 60.000 денари, за разлика од ланските 13.000 евра за изнајмување на новогодишни светелки. Во наредниот период ќе се започне со реконструкција на главната улица во село Манастирец, проект кој што е финансиран од Министерство за транспорт и врски преку Светска банка.
Ќе започне постапка за формирање на младински совет, во подготовка исто така и новогодишен настан кој ќе биде 3-дневен и ќе биде поддржан во најголемиот дел од општествено одговорни компании. Постигнавме високо темпо на работа и исто така ја користам и оваа прилика да се заблагодарам на дел од советниците кои се откажаа од дел од своите привилегии, односно одбија да користат службен телефон, како и јас лично во моментот. Тоа е јасна порака за одговорност, штедење и пример што го даваме пред граѓаните. Воедно сакам да се извинам на колегите кои што не познаваат викенд и се достапни во доцните часови, но токму затоа и граѓаните не избраа да работиме кога е најтешко и кога другите одмараат. Ви благодарам на поддршката и очекувам заедно со советниците да продолжиме во исто темпе во интерес на сите граѓани на општина Росован. Ви благодарам. Продолжуваме. Како што е познато, општина Росован слави 17 декември денот на општина Росован. Комисијата ја предлага содржината на програмата. Во 11 часот прием на членови на делегации кај градоначалникот, 12 часот свечена седница на Совет на општина Росован по повод 17 декември, ден на општина Росован, отварање на свечена седница со изведба на државна химна, уличен хор при ООУ Пере Тошев Росован, обраќање на градоначалникот на општина Росован Ѓорѓи Крстевски, настап на учениците од ООУ Пере Тошев Росован од избрани стихови од Лазо Каровски, културно-уметничка програма со настап Кут Росован, настап на ритмичка група ООУ Пере Тошев Росован, доделување на пригодни награди и признание за истакнати ученици и жители на општина Росован за особен придонес во развојот на општината во разни области. Традиционалното обележување денот на општина Росован 17 декември 2025 година ќе се одржи на 17 декември среда, локација Старо училиште во Росован со почеток од 12 часот. Комисијата предлага Советот да го разгледа овој извештај и предложи програмата за денот на обележувањето на општина Росован 17 декември 2025 година да ја усвои во целост. Дали некој има збор? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Со 8 за, 0 против, 0 воздржани. Извешај од Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Повикувам правничката Анастасија Добразовш како председател на комисијата. Председателен право на даден збор. Вака, значи моето излагање исклучува ко председател на Комисија за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Чисто еден краток осврт хронолошки на цела постапка, поради тоа што за прв пат е спроведена во општина Росован. По донесување на одлука од областа на образование, значи тоа е од Советот, меѓутоа во претходен состав, ден 31.1. За прв пат се предвидува средства во износ од 440.000 со стрикна намена, значи за стипендирање. Сега тоа е првичната фаза, односно иницирање на некој начин од самиот Совет за спроведување на ваква постапка и за прв пат да се искористат средства, буџетски средства со таа намена. После за продолжување на постапката врз основа на решение од Советот, значи дадена ни е надлежност на посебно тело, тоа е Комисија за стипендирање. Како тело сме од мешовит состав, значи имаме 20 представници од Совет, 20 представници од образовна институција, во овој случај Пере Тошев, и еден представник од администрација. И со самото тоа решение делегирана ни е надлежност да ја спроведиме постапката до секоја фаза со завршување до момент на носење на одлука. Одлуката секако е на товар не на товар, туку на надлежност на Советот, каде што на тој начин веќе се завршува цела постапка и на тој начин се потврдува самата што ја има функција комисијата до сега дадена од страна на Советот. Значи тоа е на 14.3. сме формирани како комисија. Комисијата прв пат се состанува, значи и на нејзината конститутивна седница ги носе суи генерис актите кои што мора да почне како комисија. Тоа се годишна програма за комисија, правилник за начин на оценување и го имаме и деловникот за работа на комисијата. Од
Откако се донесени тие одлуки и е формирана комисија, на првата седница исто така се носи и одлука за распишување на конкурс, односно ја испочитуваме обврската која што ни е дадена од страна на Советот. Конкурсот прв пат се објавува на 1.8, значи тоа е август. 1.8 го објавуваме конкурсот и истиот е активен за пријавување. Една недела, 8 дена, но секако да не се запоставя, мислам, и облигаторната норма во член 8а од изборен законник, истиот беше ставен во мирување и по продолжување, по завршување и конечност на избори, истиот се продолжува со рок за пријава заклучно до ден 29.11. Откако е завршен рокот за пријавување, комисијата се состанува повторно и ја утврдува следната состојба. Значи, на ден 15.2. комисијата е состаната во полн состав. Тука, значи, утврдивме дека имаме вкупно 12 пријави. Јавниот конкурс, како што е објавен за вкупно 15 пријави, односно пријавите ни се вкалкулирани со износот кој што првично ни е обезбеден од Советот. Запазени се 3 категории, значи основци, средношколци и студенти. Во првична фаза на разгледување, најпрво утврдуваме дали се уредно доставени пријавите, односно дали се уредни и во законскиот рок, односно рокот предвиден во конкурсот. Откако се утврдува дека сите пријави се поднесени уредно доставени, се преминува на втора фаза, односно темелно разгледување на документите. Секој од талентираните ученици и студенти кои што се во овој случај имат поднесено пријава, ги имаат потребните документи кои што се барат во конкурсот. Значи ги имаат. Ад фактум, они ги имаат сите документи како доказ на околностите кои што ги бараме во конкурсот. Сега, со оглед на тоа што имаме 12, а не 15, сепак обврската на комисијата е да достави наративен извештај и во него да ја сублимира целата ситуација од поднесени пријави и истите се доставени до Советот со предлог да се донесе соодветен акт, во овој случај одлука, каде што ќе бидат, значи, утврдени и бројот на стипендии и стипендистите. Јас можам да ги прочитам, значи, подносителите. Вака. Јас сум тука за во ред, значи чисто да се потенцира дека по 5 од категорија во јавниот конкурс се предвидени по 5 од категорија. Единствено се надминува бројот на основци по подносени пријави. Значи одлуката е на Советот да ги потенцира бројот на стипендии од посебно од секоја категорија. Делот со читање сметам дека не е задолжителен, меѓутоа е добро заради запознавање на јавноста. Некои податоци што се по закон за заштита на лични податоци не се читаат, меѓутоа име и презиме може да се каже. Сепак, ако сметате дека не треба, Секој ќе му доделиме јавно тие стипендии. Доделувањето е јавно, точно да. Вака, јас прво ќе ги прочитам сите кои што имат поднесено пријави со име и презиме, а после ќе се осврнам и на поените кои што ги имат освоено и оние кои што би влегле во тоа рангирање. Митри Ѓорѓиев, поднесување 20.11 од категорија основец. Дарко Николов, датум на поднесување 18.11, категорија основец. Подносител Андреја Ѓорѓиова, 28.11, категорија основец. Подносител Матеј Златков, датум на поднесување 28.11, категорија основец. Подносител Олгица Нацева, датум на поднесување 28.11 од категорија студент. Подносител Харалд Димитриевски, датум на поднесување 28.11, категорија средношколец. Подносител Софи Костова, се извинувам, датум на поднесување 26.11, основец. Подносител Андреј Арсов, датум на поднесување 26.11, категорија основец. Подносител Вероника Степова, датум на поднесување 24.11, категорија основец. Подносител Лука Златев, датум 20.11, категорија основец. Антонела Митрова, 19.11, основец.
и Елена Царева 2011 основец. Бодувањето е извршено исклучиво врз основа на правилник, што претходно го напоменав, и е извршено на следниот начин. Значи, земени се во предвид првично два услови, односно категории континуиран одличен успех и учество во државни надпревари, пофалници и така натаму, од област на техника, култура, спорт, наука. Делот со материјална финансиска положба не дојде до ред на оцена, поради тоа што ниту еден од кандидатите нема исти поени. Во овој случај, највисоко рангирани, значи според нашето бодување, имаме Софи Костова, 28, потоа ја имаме Антонела Митрова, 26, 22 поени Андреј Арсов, Матеј Златков 21 и 20 поени Вероника Степова од основците. А кога станува збор за средношколци и студенти, поради тоа што имаме само една пријава, Харал Димитриевски како средношколец и Олгица Нацева со висок просек како од категорија студент. Значи, тоа е нашата сублимација на сета ситуација и предлагаме Советот да донесе соодветен акт каде што ќе ги утврди точниот број на стипендии и избор на кандидати за стипендирање. Начинот на стипендирање секако ќе биде и исплата на стипендијата ќе биде утврдена, значи, во посебен договор, кој што како обврска го има градоначалникот за завршување на целокупната постапка. Јас сум тука ако имате некои прашања. Јас една мала сугестија, мора да излегувам. Ме интересира дали, отвикате дека малку биле кандидати, Да. Дали не можеше да се вклучат уште некои други талентирани личности, мислам, или друга гранка според која би ги критериумите, например, да речеме од ранлива категорија? Тоа се посебни повици. Да, затоа е битна формулацијата на ваквите повици. Например, пошто првично кога се предвидуваат средства, е битна формулацијата. Ако е за стипендирање, се конкретизира стипендирање на талентирани ученици и студенти, како што е наш случај. Може да биде стипендирање, не знам, само за ранлива категорија на студенти или стипендирање само за одлични ученици. Да, тоа ми беше зборот, дали кога се само одлични или талентирани? Во овој случај талентирани. Затоа ги земаме у обзир и сите други учества од различни области. И одлични. Искрено очекуваме многу поголем одзив, затоа што рокот за пријава не беше мал, го дадоме максималниот рок. Така да, земајќи во предвид нели околноста дека бараме повеќе документи. Значи доказ, поголема документација. Зошто имаше толку малку пријави, не знам. Се надевам дека нема да продолжи тоа во пракса во иднина, ако евентуално се предвидат пак во новата годишна програма средства за оваа намена. А сега ситуацијата е таква. Ви благодарам на образованието. Фала. Точка 2. Предлог одлука за утврдување на бројот на стипендии и избор на стипендисти за учебната 2025-2026 година. Дали некој има забелешка на предлог одлуката? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Пет за. И 6, ти не ли гласа Джес? Ама ние сме у комисијата, не сме. Мислам да може да гласам. Видиш, не членови на комисијата за. Јас ќе питам прашање. Добро. 5 Со 5 за, 1 воздржан, против нема. Точка 3. Нацрт буџет на општина Росуман за 2026 година. Дали некој бара збор? Треба некој да образложи. Повели.
Вака е ставка по ставка, нема да го образложувам, си го гледате пред вас, значи консолидираниот буџет на општина Росумен за 2026 153 милиони 466 930 илјади. Значи тоа се суми што ние буџетот го изработуваме врз основа на дописите што стигат од министерствата, колку се блок дотациите на градинката, школото и колку се дотациите на ДДВ што стигаат во општината, значи како приходи, дотации на општина по основ на приходи од ДДВ. Истите тие значи се распределуваат во вториот дел од буџетот, билансот на расходи, и тоа во програми Совет на општина. Тука моравме да го вклучиме и повторно изборните активности и референдуми, пошто не успеавме да ги исплатиме паушалите на тие што учествуваа во изборите. Кратко е времето, значи трезорот не затвара денес и моравме повторно во буџетот на 2026 значи да ги предвидиме. Според извештајот од Општинска изборна комисија 2 милиони и 60 се трошиците за изборни активности, значи тие се повторно вклучени во буџетот во 26-та. Тука е Д0 градоначалник со подставки, плати, надоместоци, имаме тука социјални надоместоци, значи еднократни парични помоши, општинска администрација, значи буџетот за општинска администрација 19 милиони 240 во кои што исто се вклучени платите на вработените, тековни трошоци, електрична енергија и понатаму значи се за капитални трошоци на општината, урбанистичко планирање, уредување на градежно земјиште и сега не знам, вклучено е оваа година повторно за родова еднаквост, значи програмата на крај 115.000 денари. Значи доколку имате нешто посебно прашање да ми поставите, можам да ви одговорам, значи да не читам ставка по ставка, се надевам дека ви е разгледан веќе претходно дома. Нешто сугестија, прашање? Ви благодарам. Дали некој бар збор? Повели колега Ватко. Градоначалник, бидеш ти го предлагаш буџетот. Ки ги минатиот пат гледам голема разлика на репрезентациите. Значи, многу покачување. Значи, Совет на општина од 200.000 минатата година, 210.000 сега се. Градоначалник од 160.000 репрезентации на 250. Општинска администрација. Општинска администрација, разлика за репрезентација од 101 на 156.000. Това е многу пари. Имам забелешки, зошто се, знаеме дека Росман више се примаа привремени вработувања 1 милион 260.000, зашто се вие Че стана? Значи имаш од 1 360 имало минат, мало намалување има, мислам дека е превисок. А што е ова надобе за одземен имот? 1 940. Дали е забавчите тоа, така? За експроприацијата се прави, така? Барам вие да се намалат репрезентациите, да се стави една нова во општина Росман, млади лица или возрастни за Б категорија, да се дават субвенции, да се намене таква ставка, да можеме да даваме субвенции за полагање на Б категорија. Општина Росман да спроведе таква, да се стават во буџетот такви средства. Популарна, не е сега, неколку општини во слушатата една-две. Во делот на репрезентациите кажав и на претходната седница. Јас како градоначалник ја со месец и пол не сум подпишал ни една фактура репрезентација. Генерално репрезентациите се трошат врз основа на програмите кои што ги изработува Советот. Ќе се трошат, не се трошат. Остава Духовден фест 17 декември кој ќе дојдат гости. Останатиот дел јас пак ќе ве убедам дека нити подпишувам, нити ќе подпишам.
Во делот на, ето и ветувам дека ќе разговарам со финансии да ги намалиме за кој ќе биде веќе буџетот. Да ги намалиме во некоја граница која ќе биде нормална. Во делот да привремени вработувања, не знам колку тоа значи дека е многу, тоа само 20 луѓе. Таа сума е за 20 луѓе за месечни. И јас кога дојдов во општината сам и за среќа имаше во буџетот ставка, па морав да го земам, да не именувам сега лицето што е покрај мене. Така да не е некое сериозно оптеретување на буџетот, се уште се потребни средства. Јас очекував едно друго прашање и сега и тука и тоа ќе опразговарам, можеби ќе ве прашате за договорните услуги. Општија Росоман се соочува со немање на кадар во делот на градежиштвото, односно користиме доста големи ресурси со договорни услуги, а тоа се за управување со градежно земјиште, се покриваат 4 надворешни лица со договорни услуги. Во делот на дозволи за градба исто така мораме да имаме градежник кој што ќе ги одобрува, односно тоа е раководителот на урбанизам во Кавадарци и таму плаќаме 3 лица. Во делот на урбанизам, кој што е една од најважните комисии, комисијата за урбанизам, се имаме некој проблем таму, не е исплаќено во минатото, луѓето моментално не сакаат да работат. Сме во комуникација со тоа да ангажираме и нови лица, бидејќи таа е основната гранка на една општина се развива комисијата за урбанизам, па за да потоа ние можеме да издаваме одобрение за градба. Исто така и од договорни услуги, за прв пат една моја идеја беше уште во кампањата и ќе се обидам да реализирам наредниот период, да можеме да примаме минимум 2 лица наредната година, лица со посебни потреби и лица со телесен инвалидитет, кои што ќе бидат ангажирани на пола работно време за и самите да се осетат дека се дел од околината, да обавуваат некои работни задачи, носење пошта. Тоа нема бидат некои енорни трошоци за општината, но постепено да можеме да го крениме овој дел на едно повисоко ниво. Тоа е во овој дел, ако треба уште нешто ќе образложим. За субвенции ќе разговараме и да видиме и со другите општини како го има тоа регулирано, дали ќе оде на јавен повик, каде треба да биде формулирано во буџетот, не е проблем. За мене не е. Нормално ќе е проблем. Зошто ги гласаме, например 250 сега за да ги изгласаме за програмата како. Саков пауза вака. Не пауза, јас. Продолжи. Вака се е делот на репрезентации што ги спомнаме дека зошто се средствата и како се. Реално да ви кажам, тука и Бранко од финансии, јас 80% од долговите кои што ги имаме кон угостителски објекти наследени ги исчистиме. Исчистени се барем 5 или 6 угостителски објекти скроз, но има 1-2 кај што се уште имаме долгови. Буџетот денеска, односно трезорот затвара, ќе мораме во наредната година да ги чистиме овие долгови. Не сакам да истакнувам фирми и миња, доколку сакате после не е проблем. Програмата се доисиле 250, така за дохода. И сега Да. плюс имаме репрезентации, 17 декември. Добро? Значи плюс 250 плюс. Не е плюс репрезентација, од тие 250 се и репрезентациите. Не репрезентација, докато тоа се угостителските објекти. Имаме ние посебна програма, да, може. Не е изгодливо без човече. Ќе ги намалиме колку сме треба да намалиме. Океј. Ама не се разговараме за буџетот 2026 или 25-та, тоа ми е. Океј, тоа разговараме. Океј. Многу е. Океј. Пак ќе донесеме наредниот пат програма за Духовден, пак за 17 декември, пак пари треба да оделувате, така бе? А вамо се Точно. Ама на крајот плаќањата се од ставките од тие. од кај се плаќањето за 17 декември? 17 декември, значи, лани во имаме посебна програма манифестации, културни манифестации, ама еве во случај никогаш нели да фалат од таа ставка, само таа програма, за да имаме простор каде да ги Ама платиме. не викаме да скроз да се укина, да се намала, тоа е многу 400 и повеќе. Сега да не рачунаме. Се работи за Под твоја сугестија еве како мислиш дека треба да ги намалиме, ќе ги намалиме во. Океј, ќе разговараме после за наредната седница која ќе биде за буџет, ќе бидат намалени сигурно. Океј. Дали друг бара збор? Повели колега Ристо.
Само за храната. Поштуван председател, поштуван градоначалниче. Значи мене ме интересира, многу пати слушав за време на изборите дека бившиот градоначалник наследил 6 милиона 335 хиляди 300, а вие сега во овој буџет имате наследено 3 милиона 584 динари. Дали тоа е точно така наследено од бившиот градоначалник останати пари? Тоа не е ставка за колку има наследено на претходниот градоначалник. Тоа е колку ќе пренесеме вишок во наредна година 26-та. А не се останати тие пари од градоначалник, така? Не. Тоа значи Добро. до крајот, значи до Не, дали има останалите и слушнав во времето на кампања дека се било потрошено немало пари, а тука стои од таа ставка. Милиони и 200 е заварено кога сте додени, а сега се префрлат 3,5 милиона. Кај треба помене ја толку. Еве така пишува се. А тоа е ДДВ точно. Не, тоа е пренесен вишок што Добро, тоа почува кажеш. Чекај, Јовица. Чекај малку. Други трансфери. Да објасниш што се овие пари 2 милиона и 0,6. Тие ли што ги кажа за изборите што ги префрлудите како колку 2 милиона? 2 милиона и 60. Тие се за изборите, така? Општинска изборна комисија. Добро. Сега така тука рече за пренос на овие средства за репрезентациите. Репрезентација мало сега не се слагам, што треба да има општина репрезентација, затоа што мора ќе дојдат гости, не може да ги пречекаш едно кафе да ги частиш. Може да се намалат тие репрезентации, да бидат да се стават во конто на социјална помош, затоа што имаме луѓе пензионери кои што стварно немаат пари да си купат лекови. Ако тие ги намалите, од тие суми да влезат во конто за социјални случаи. Други договорни услуги. Зашо се тие бранкици бари? Што кажа градоначалникот, за надворешните работници што ги плаќаме, комисија за штети што се формира кога има нели штети кои во година случајот беше со смртувањето. Сите средства за комисијата за штети таму се исплатени. Значи колку членови имаме, колку 8 или 9 членови, Значи тие се за тебе, добро. член, тоа се 210. плюс персонален намок. Тука пак исто имам видено исто, немаме времени вработувања, го имаме планот за вработување донесено, а имате 1.260.000 сте верно во буџетот. Тие пари се за 2 вработувања, времени вработувања? За 2. Доволно си или се многу? Нема да ги питам. За 2 вработувања мислам дека се многу, ама во ред. Големи плати си имате. Тука исто имам реконструкција на улици во општина Росман. Мислам дека општина Росман више е доста асфалтирана со нови улици. Дали тие пари не може да се пренаменат на асфалтирање на полските патишта, кај што луѓето маки мачат да отидат до нивите и што носат праски во продуктите. Значи, тие таа сума тука што имам заставено 11 милиона 18 милиона се бранкица вие. 11 милиони се за Сиркова. За ваа улица само. Не е платена. За Сиркова не е платена, значи. За тоа не се предвидени 15 милиона. Ето колку ми остави. Субвенции и трансфери 700.000. За кој вака конкретно? Културни манифестации. Културни манифестации и творештво, капитални трошоци. Добра, 700.000 за предвидени само. Тие не се малку, мислам дека тие се за спорт и за култура, така? Не. Тоа е само за духовен фест, за денот на општината за тоа се За спорт и за култура има 1.135. Духовен фест сигурно ќе има потребно да големиме тоа. Првично мораме да имаме за да ги покриме трошоците за денот на општината. Посебно има за спорт. Програма ова Добро, зашто ја состанува само средствата што се за средствата што се репрезентација се пресат за социјални случаи. Затоа што имаме стварно стари луѓе што треба да му се даде, да му се помогне во лекови за да репрезентацијата се намалат. Постои дека видите готово. Тешко болни што идуваме помош.
И се да се пренасочат по социјално угрозени. Може ли ја само кратко да одговорам? Може само да му Благодарам, колега Ристо. советникот за што значи пренесен вишок, може ли само Да, и образложи влази адекватна Пренесениот вишок 74114, тоа не значи колку овој градоначалник наследува од претходниот градоначалник. Тоа е сумата што ние очекуваме да ја пренесеме на почетокот на другата година, како ќе го завршиме буџетот на 31.12. Значи ние мора да ги предвидиме во 26-та, пренесен вишок од 25-та. Сега значи може да биде и помал, може да биде и поголем тој вишок, зависи како имаме наплата, експлоатација на минерални суровини, ДДВ треба да пуштат од државата. Значи после значи како? Значи има повеќе. Дај Боже да имаме повеќе. Како мислам кога ќе се направат завршните сметки, кога ќе се среди сето тоа, кога ќе знаеме точно колку ни е пренесен вишок, тогаш го предвидуваме во нареден ребаланс на буџетот. Тоа значи тоа пренесен вишок, а не знам колку има пари на сметката наследена од другиот градоначалник. Јас гледав тоа и прошлиот пат беа колку пари ме дознато од бившиот градоначалник. Не, нема. Значи тоа е само колку ние очекуваме средства. Начално кажа дека милиони 200 забавим. Милиони 200? Да, си има градоначалникот изводи си доби колку си има од секоја сметка, колку средства има. Значи само тоа значи колку ние очекуваме значи да имаме остаток на крајот на годината, значи да го пренесеме во наредна година. Тоа секако предложено на измена, значи може да имаме и помала сума од оваа што е тука предвидена, ама таа ќе ја намалиме во следниот ребаланс. За еднократно. Добро. Значи, ја имаме во D047471 социјални надоместоци, кај градоначалник предвидено 140.000. Така, администрација? Сега. И во јавна администрација, еве, 471 217.000 денара е предвидено. Која страна е тоа? Петта страна. Како беше? 471 социјални надоместоци 217.000 денара. Тие се малку. Што се доста? Значи 217 и вамо се 140, околу 300 и нешто илјади денара е предвидено за посебно се новороденчиња, значи во А0 170.000 денара. Значи тоа е башка од еднократната парична помош, да. Јас сакам вака и уште една забелешка, да, кога советот гласа имаме и советници од претходниот совет. Ве замолувам, консултирайте се со финансии дали има средства кај да се исплатати. Се донесувале одлуки, тука има куп неспроведени одлуки. Од 2023, 2022, 2024, 25 да не зборувам. Ве замолувам да вршиме консултации, бидејќи се имаме страшно заостанати работи, што се доселе одлуки од 22 и од 23. Затоа треба да видиме какви одлуки носиме со еднократните помош со тие луѓе што подесуваат барање да биде координирано со одделението за финансии и буџет. Тоа беше од еден. Има по 500.000 изгласано, например, нема. Значи од место на секоја седница го питуваме дали По консултација со колегите сега, од парите од репрезентациите ги наменуваме во градинката. Значи за Б категорија за наредната година го оставаме. Благодарам. Дали друг во разбор? Почитуван градоначалник, почитуван председавач и колеги. На самото излагање на почетокот градоначалникот не пофали и јас сум дел од тие што се откажаме нели од телефоните,
ама гледам дека сумата, колку што се разбирам, ако е нешто грешка, ќе ми исправите. Сумата е иста и не знам дали тие средства би можело, тоа ми е прашање, дали би можело тие средства да се пренаменат негде, исто така би сугерирала да бидат или ки новороденчиња или не знам каде, или сумата ќе биде иста и ќе се земат апаратите и бројчињата и ќе се раздадат и ќе отидат у некои други сфери. И друго имам предлог околу буџетот кога зборуваме. Мислам 1.250.000 ли колку беа за временни вработувања. Не знам дали е сега време, нели се цело време зборуваме и итни седници свикуваме, дека сме во многу лоша ситуација, сте ја завариле вие, јас не знам. Дали е дојдено времето, бидејќи прво треба нели на комуналец завршната да видиме, па да видиме дали треба да се дадат шанси за нови вработувања. Ја би дала предлог дел од тие пари да се пренасочат во комуналец. За да не се поскапе водата, тоа ќе го коментираме потоа, ама сепак нели сега во буџетот се предвидени. Дали има таква шанса, пошто многу ми беше обширен материјалот и се сретнав со многу други. Се нешто со друго беше, не беше појаснето. Може? Мислам дека не е сега време, тоа сакав да се појаснам, не е време сега да се покаче водата. Да, не, во ред, ама парите реков од нацрт буџетот, парите што се за времените вработувања. Фала. Вака, средствата што се предвидени за телефон, спомнаме се, тие предвидени, тоа е некоја рамка, не значи дека таа ќе биде целосно потрошена, колку не помалку користиме службени телефони, помалку ќе е сметката на први. Така да јас со некористењето на многу искрено, не само вие советниците, јас веќе сретнав и луѓе од администрацијата кои се откажани да не користат службен телефон. Директорот на јавното предпријатие Комуналец не користи службен телефон и тоа е една добра шанса пред другите да покажеме општествена одговорност. И одлично тоа. Во делот на превремени вработувања, тоа се само двајца луѓе кои што стварно ми се неопходни за работа, односно сега тоа е лице, тоа ќе го именувам, тоа е Радко кој што е покрај мене нонстоп и он е од првата ден со мене. Тоа се само двете лица кои што ќе продолжат наредната година, доколку има потреба. Вториот е ангажиран бившиот директор на јавното комунално предпријатие Гоце, ангажиран во општината во делот на локален економски развој одделението. Други вработувања, како? Он е моментално со договор до 31.12.2025 година, до сега до крајот на овој месец. Во делот на наредната година ќе видиме во зависност од потребите, само две лица имаме предвидено, во сонарниот ребаланс можеби ќе се зголеме, намале, реално има и план за вработување тука, дај Боже да имаме што повеќе кадар. Генерално во планот за вработување се предвидени вработувања за високо квалификувани личности, дај повеќе да имаме млади образовани да можат да се вклучат и да помогнат во работата на општината. Доколку ги обезбедиме, исто и овие средства нема да останат. Во делот на комуналното предпријатие после ќе зборуваме, реално таму ситуацијата е лоша, но се трудиме со тоа што го има да функционираме. Ќе образложиме во наредната точка која ќе биде за комуналното. Дали и друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го ставам на гласање амандманот на колегата Владко Трајков за намалување на средства кај репрезентациите и нивно пренасочување во детска градина. Кој е за? Пола се наведе, пола и кидиш репрезентацијата, на пола. Намалување. Не намалување, на пола. Да се знае, колку намалување, треба бројка. Па конкретно требаше да ми кажеш. Го предложив на пола. Конкретно. Сумата што е на Вика пола. конкретно бројка. Од сите три ставки, да се скрине сумата на пола. Колку е се треба рачунат? Само да ви кажам на која страна. На 8 страна. ЈК, јавна чистота. 2.130.000. Од таа програма плаќаме ние на јавно комунално предпријатие. Ако веќе се пренасочуваат на програмата ЈК, јавна чистота. 2.130.000. Има наши За извршени услуги, да. Не, ние по основ на добиена фактура ги префрламе тие средства, да.
Што се ги пrenameniме парите од даму комунали? Имаме ние две фактури фиксно што ни стигат месечно. Парите што ги плаќаме за одржавка за материјали може да одат таму. Така да многу лесно ќе се решат. Сега што ќе гласаме. Амандманот на колешката Весна Јаневска, предлог намалување на средства кај конто привремени вработувања и нивно пренасочување во конто 482930 јавна чистота. Го ставам на гласање. Кој е за? Четири за. Кој е воздржан? 4 воздржани. Кој е против? Благодарам. Овака предложениот нацрт буџет на општина Росума за 2026 година го ставам на гласање. Кој е за? Четири за. Кој е воздржан? 4 воздржани. Против? Нема. Благодарам. Точка 4. Предлог одлука за определување на надоместок на изборни органи за извршена работа во процесот на подготовка и спроведување на локалните избори 2025 година во општина Росума. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам на гласање. Кој е за? 8 за. Против нема, воздржани нема. Точка број 5. Предлог решение за давање на согласност на анекс број 1 за измена и дополнување на годишна програма за работа и прилозите кон годишна програма за работа на ООУ Пере Тошев Росуман број 1, број 01 256/3 од 1.8.2025 година за учебната 2025-2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам на гласање. Кој е за? 8 за, 0 против, 0 воздржани. Точка 5. Предлог решение. Точка 6. Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одводнување на урбани отпадни води ЈПКД Росуман за регулиран период 2025-2027 година. Дали некој бара збор? Директор да образложи. Повели директор. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани съветници, почитувани жители на община Росума. Днеска ми е 10-та ден како директор на ЈПКД Росуман. Кога стапив првата ден на функција, ми кажаа дека од 21.8.2025 со одлука на регулаторна комисија за енергетика имало донесено решение за утврдување на тарифа за собирање на урбани отпадни води. Со тоа што самата одлука е присилна, да кажем. Дали ни ќе изгласиме, не изгласиме, мора да помине. Така ми кажа дека било донесено од регулаторна комисија. Да. Значи покачување има во физички лица, моменталната која беше 5,4, се покачува на 9,8. Тоа е за комунални изборување, не за вода. За правни лица од 9,8 на 15. Значи ева, не, од 21.8.2025. Шо мора да се покаче мора. Зошто? Едно шише од кило и пол изворска вода да го купиме е колку пари? 20 динара, така? 30. А со 9,8 динара ти кубик вода да... Тоа со 5,4. Колку е сега водата моментално? Како? Колку е водата моментално? Водата се пиење? Да. Сега ще кажа. Водата е друго, тоа е за комунар.
Чекай. 16-15 дена. Таму ги останаа позади, може само да ги. Ева, тука ми е добро. Значи 15,04. Така. Сега сака да ја покачите на Значи не сакаме. Тоа е однесено од регулатора, не јас. Значи од регулаторна комисија. Регулаторна комисија си е тело на владата, знаеш. Тоа е 21,5 по нова цена. Од 15 на 21,5. Најефтина вода пиеме од цела Македонија. Тоа биде јасно на сите. Без вода нема живот. А и никак комунално предпријатие ка наследив, ка дојдов функцијата, ка видов што се колка е сметката, се зачуди, да бидам искрен, и колку сме должни према струји и према други работи, тоа е страшна работа. Се ангажирам, дојдов да направам нешто убаво за Росман, да помогнам колку можам, да направиме од Росман да биде чиста, еколошки здрава урбана средина. И мислам дека првите 10 дена трактор тебе советникот успеаме да го направиме. Успеаме да ги изчистиме улиците сите. Како дојде во првата дена функција, камионот со собирање ѓубре не беше расипан. Мораше помош од другите општини да земам, уште првата ден док соберам ѓубрето. Така да на вас оставам го дали ќе го изгласите, нема да го изгласите. По мое треба да се изгласа затоа што најефтина вода пиеме во Македонија. Тоа е толкова. Благодарам. Ви благодарам. Повели колега Латко. Директоре, колку време си директор ти? 10 дена. Вака сега, ти одма се фана, оти не ги достави решенијата, што ги регулаторна комисија што ги пуштила. Да ги прочитаме да видиме што има тоа решение. Молим? Кај се? Го не го прочитав. Океј. Да ги прочитаме решенијата. Второ, колку загуби имаме ни на вода? Колку диви преклучици имаме? Правен треба да провериме колку диви преклучици имаме, а после колку да, јас сметам дека оваа одлука треба да ја повлечеме сега, да видиме колку диви преклучици најдеви и јануар месец да ја изгласаме. Да видиме колку треба да ја покачиме водата. Или ви одма се фаќате да ја покачиме водата, да ја покачиме комуналите. Ајде да најдеме колку загуби имаме. Од место колку загуби имаме, знаеш ли? Оцените го, правим да видиме колку треба да се покачи, не треба да се покачи. Не викаме дека не треба, може да треба. Дали друг бар разбор? Повели колега Ристо. Почитуван директоре, јас ще прашам само нешто кратко. Ти кога дојде, за сега слушаме мене, остави го Владко, кога дојде на работа, да влезе со оглас или така си дојде и ме назначија за директор. Граначално го назначува. Те да го замолиме да ме назначи мене за премиер да бидам малку во момент. Ја мислам дека треба да има оглас за да дојдеш да бидеш директор. Друга работа, кога се нафаќаш да бидеш директор, викни си за твое добро, не за мене. А за мене јас немам гајле. Да видиш колку должи да направиш ревизија, да викнеш ревизија, да си направиш попис на работното место. Не можеш да се нафатиш директор на еднаш и да влезеш таму, јас сум директор. Многу лесно е така. Ама после последиците ќе бидат твои многу поголеми. Зато ти треба да одговараш за сето ова. Ова не е така едноставна работа што мислиш дека ќе бидеш директор. Директорот е за фрката работа. Да се одговараш, ти ги наследуваш сите загуби после. Ние може да ти помогнеме тебе како совет во некои работи. Ама не може да ти помогнеме во другите работи се позадина, што викаш ти видов колку должи. Значи должи, ние знаеме дека должи. Ама ти треба да провериш, да си свикаш да те проверат, да се направи ревизија и ти да бидеш чист. Кога ќе влезеш во предпријатието да бидеш чист, да немаш ти последици за тоа. Дали друг бар разбор? Повели колега Јовица. Почитувани колеги советници, јас мислам дека ова е избрзана одлука на директорот, бидејќи тој е само 10 дена на работа
нема утврдено никакви трошкови во комуналното, не ги знае зашто должи и како должи, и мислам дека не е во ред наеднаш ја покачуваме водата и останатите комунали на сметките према граѓаните. Треба да ги видиме загубите, треба да видиме зошто ни се потребни тие средства толку, па потоа да донесеме одлука за покачување. И јас во претходниот состав, кога бев советник, мислам дека регулаторна комисија имаше одредено до некоја бројка од не знам колку илјади жители, каде што може регулаторна комисија да донесе одлука за цената на водата. Во бројка помало од таа, мислам дека од 3000 жители или колку, регулаторна комисија не ја донесува цената, него основачот на комуналното. Тоест, советите на општина Росуман треба да донесат одлука. Треба да провериме дали е валидно тоа покачување од регулаторна комисија, дали регулаторна комисија ни ја утврдува цената. Да. Треба да ги најдеме загубите прво во општина Росуман, привидејќи според моје сознание мислам дека повеќе од 50% ние имаме загуба на водата. Да поставиме централни водомери во населените места, да видиме разликата на водата доставена према граѓаните и фактурираната вода. Па потоа да ги покачиме дори сметките ако веќе не ни се покриваат со наплата. А не веднаш тие што плаќаат да ги казниме, да ја покачиме сметката, а тие што не плаќаат упорно да ги наградуваме и да си продолжат да крадат вода и да не плаќаат ништо. Благодарам. Благодарам. Повели директор. Повели Полешко. Значи вака, првен до советник Христо Јошев, согласувам со вас, и че има и ревизија и пописна комисија. И че ви известам на совет Кошица. Второ со советникот Јовица. Значи ваа одлука е од 21.8. Не е за пред 10 дена, јас сум станал директор, ВД директор, дека од 21.8 е ваа одлука. Значи 21.8. И тоа што е пресметано и загуба, и сето тоа има, не знам, дали ви се оставени материјалите, не знам. И пише убаво. На 20 август 2025 се одржала таа седница. На седница били поканети членовите на регулаторна комисија, представници од ЈПКД Росум, од кабинетот на председателот на владата на Македонија. Должен законски прашања. Министерство за животна средина, Министерство за земјоделие, началникот на општина Росман, Државни инспекторат за животна средина, ЗЕЛС, да не ги бројам, АТКОМ, сите. И по предлог решение се утврдуваат тарифи за одбирање на урбани отпадни води на ЈПКД Росман, каде немаше забелешка од сите страни на присутните. Значи, тоа ти е од 21.8. И по сите доставени материјали, загуби, трошоци, сите се утврдува ваа цена. И уште нешто. Доколку не изгласиме на совет, треба да платиме казна, например, регулаторно, лезнам таму и мало казни, не некои мерки. Да знаете. Толку. Благодарам. Повели Полешко. Да се надоврзам јас на колегата, почитуван директор, нека ви е со среќа. Мислам дека во овие тешки моменти не требало ни да се наваниш. Да се надоврзам на колегата Јовица, што кажа, да не се повторуваме. Само сакам да надополнам, бидејќи повеќе од колегите и градоначалникот рече дека мојот предлог е контрадикторен. Со самото тоа, еве поголема контрадикција. Значи, упорно сакате времени вработувања за луѓе кои што го доведоа комуналното во таква состојба. Мислам дека е избрзана одлуката за покачување на водата, се слагам дека треба да се покаче, ама 50% е 50 од прилика, сега точно не рекирам со... Да, не е 30. Од 15 уште 8 денара на 15,5 денара, 50% е колку?
23,5 денара треба да биде владата. Значи 50% е огромно зголемување. Сакате пак да удариме по народот? На ваа тешка година сега на земјоделскиот крај кај што времените непогоди што го оштетија народот од мразот и змрзнувањето, од грозјето што остана по нивите, пак по нив да удариме. Кажа Јовица дека тие што плаќа пак да плаќа, а тие што не плаќат. Мислам дека е избрзана одлуката. Дајте да го видиме прво, да видиме завршната на комуналец, па тогаш ќе коментирам. И за тоа да го појаснам моето предходно излагање, зошто бев против времените вработувања. Ви благодарам. Дали друг разговор? Повели Ѓорѓе. Вака се фанаме за тие времените вработувања 300, 400, 500, 600. Не знам дали знаете колку пари му фалат на комунално. Не се само парите во прашање като началник, че извините што ве прекинувам. Знаете каде типично во ситуација сме. На 15 комуналното нема заплата. И тоа при добра и солидна наплата. Наплатата ни е одлична. Пари нема комуналното заплата на 15, да не е општината, секој месец покриваме, втор месец веќе поред, покриваме сериозна сума на средства со тоа што комуналното возвраќа кон нас и комуналното добро почна да го работи директор, што стварно благодарен, го наследил со претходниот директор, сега и новиот, стварно почнаа да земат замав и да работиме. Граѓаните го гледат тоа. Го вратиме тракторот во функција, сите се вклучени во работата, имаме моментално ангажирани договорци кои што работат. Ако не сакаме покачување, ќе ги испуштиме договорците, ќе го собираме само сметот, не мора да се метат улиците, да оставиме така. Одлуката за покачување не е нити моја, нити на сегашниот директор. Одлуката е направена согласно финансов план кој што е доставен до регулаторна комисија. Во Кавадарци водата е 40 денара, во Росуман е 15. А замислите, ние зимаме од нив и ја плаќаме на нив. Да не правиме овој колку се наталожени долгови кон општина Кавадарци, кон АД водостопанство, кон општина Кавадарци донесена одлука да се плаќа 1000 евра за користење на пожарната, не е платена година и пол. Ништо не се плаќа, супер, ние одлично, ние супер одиме, само што комуналното не може до 20 да земат, иако законскиот рок е до 15 плата. Ако мислите така да тераме, Ептен предходниот месец испаде на сериозна компанија која што ни помогна комуналното предпријатие да можеме да ги платиме долговите, струјата за пумпите требаше да не исклучат предходниот месец. Успеаме да ги платиме 250.000 денара, мислам дека беше долгот кон Невана. Имаме долг, УЈП се закани дека ќе не блокира, станав граначалник, после 2 дена УЈП требаше да го блокира комуналното, успеаме да го изчистиме. Сметката на 15 ноември беше 200.000 денара, а заплата треба 900. Ако мислите овака да функционираме, ако мислите пред граѓаните да испаднеме дека ние само џубрето ќе особираме, колку си платат, окей. Моментално со ангажираните луѓе функционира. А ако мислите да не носиме одлуки, од 1 јануар нека си одат договорците дома и онака мисле дека има договор до 1 јануар, ќе се намалиме, тие се редовно вработени, како се од пензија и поради да немаме комунално. Размислите убаво. Моменталниот буџет според анализите ја што ги правев на комуналното е 16 милиона денара. Ако не го кренеме на 24-25 со реорганизација комплетна, со зголемување на оваа цена што е 30%, 28, не знам точно. Со наново премер да видиме луѓето дали плаќат колку што треба да плаќат. Јас имам информации дека веќе има по 300-400 квадрати објекти кои што плаќат за 50 квадрати. Во јануар месец директорот ќе објави јавен повик, што ќе повикаме фирмите сами првично да си кажат колку имат по имотелист, доколку не дојдат сами со комисија ќе испаднеме на терен да му направиме нов премер, да го стабилизираме. Сами знаете дека во Кавадарци комуналното функционира перфектно со нова механизација, сами вршат набавка. Денеска ве бележиме со јавни паркинзи. Зошто и ние да немаме една ден машина таква? Зошто една ден со средства од комуналното и од општината да не купиме една цистерна, да купиме метларка, да почнеме да функционираме, да биде чисто Росуман. А ако мислиме да продолжиме вака, нека тераме вака. Само граѓаните ќе одлучат на избори или било како, дали ја дават нас подршката, на вас како советници, за тоа што сме доселе правилни одлуки. Јас гледам ки на советот и во соседните општини има кавги, ама кога нешто функционира, сите се благодарни. Граѓаните ќе платат, ама да видат услуга кон нив. Па како ни да набавиме нови контењери, комуналното кога нема пари за плата? Како да набавиме нови средства за механизација, како да ги оправиме овие се старите машини, да ги
реорганизираме. Ево оваа година за прв пат снег нема да платиме на надворешна компанија. Лани имаше фирма тендер од Тетово, земено да чиста снег. Сите знаеме, јавна тајна во Росуман беше кој го чистеше снегот. Сега да не ги враќам снимките, па да покажувам тука која фирма од Росуман чистеше снег, а фирма од Тетово избрана. Да не да правиме такви смеи, да донесеме програма за чистење на снег на комуналното предпријатие. Комуналното предпријатие има нож кој што го начека фрлен зад црквата, ќе овратиме ножот, ќе го способиме на новиот трактор, парите што треба да додат за надворешна фирма, општината да ги префрли на јавното комунално предпријатие. Само така може да го способиме нашето комунално да биде ефикасно. Ако работиме на оваков начин да си натиме меѓу себе, во ред, граѓаните ќе судат за се. Благодарам. Дали друг бар разбор? Повеќе колега Ристи. Градоначалниче, ги благодарам на вашето образложување, ама не е така. Значи, ви правите маве сега во ред да го дигнеме комуналното, значи и порано мислите му да вале пари на комуналното, значи тоа се башка пари, а ова е башка, ова се други пари. Значи, во комуналното, за чистење на снег, не е проблем. Кога ќе дојде програмата за чистење на снег, ќе дајме на комуналното, тоа нема проблем. Проблемот е да не ги ставаме граѓаните на терет со плаќање на овие такси што се плюс. Рачувате дека ние сега, ако ќе му ставиме по 6 денари рекота за водата, ако ќе зголемиме водата по 6 денари, таа ќе дојде дека 500-600 денара на 30 кубика потрошена вода, тие што трошат повише вода. Ако ќе му ставиш ДДВ, па не трошиш, ти може да трошиш, има луѓе трошат, имат бавчици, имат... Бавчица не е за тоа. Значи, знам јас да не е за тоа, ама луѓе трошат вода и плаќат некои повише пари. Ќе ставиш ДДВ, јас за тие да се стави и 100 денари да плата, да потроши повише пари. Ама сега оваа ситуација за канализација, за отводни води и за водата за пиење, ние вода за пиење ја добиваме без пари од општина Кавадарци. И уште една работа ќе ви кажам. Кавадарци и градоначалната Кавадарци се обврза према општина Росман дека едно запослување ќе имаме во противпожарната служба. Едно не ќе дадат, не даден едно. Рече до мај месец ќе ви дадам 2 беа, јас едно го кратам, едно не даден. Значи Кавадарци према нас не се чести. Значи јас не може да они да барат се од нас, а ништо не дадат. Значи ако барат од нас пари за противпожарната служба, треба да дадат едно вработување на општина Росман. Сега за водата, ние водата да взимаме без пари, а да ги оптеретиме граѓаните со плюс 23 денари. Не бива. Значи јас не се слагам со оваа одлука. Не е регулаторна да биде. Не знам кој јас нема да гласам за ваква одлука, ќе бидат граѓаните на терет на општина Росман. И благодарам. Благодарам. Дали друг бар разбор? Повели. Само да говорам во делот на противпожарната. Овоа се рекоме, кажаме, мислам дека не држа вода. Држа вода папирологија. Во папирологијата пише дека 1000 евра треба да плаќам на општина Кавадарци за противпожарна заштита. И добра идејата. Затоа што јас сум стварно благодарен на територијалната противпожарна единица Кавадарци, секогаш не испаднала во сусрет, они имате одговорност према нас, затоа што ние сме општина која што подлежи под нивна територија, но останатиот дел никаде го нема на хартија. Ако го има на хартија, ќе го побараме. Јас мислам дека усно некој се договарал. На хартија го нема. Пише секој први ни фактурираат кон нас 1000 евра. И окей, тие долгови ги прифаќаат затоа што е договор склучен секој месец по 1000 евра. Али во дело дека треба лице да се вработи баш од Росоман и не знам како тоа би изгледало кој се објави јавен оглас дека нашиот ќе биде најдобар од Росоман, не знам. Кој ги правил тие договори, на кој начин бил, не знам. Иако за во делот на водата, може би треба да се распрашаме која е цената на водата во околните општини кон нас. Не само ја го земаме Кавадарци пример, ајде да се распрашаме колку е цената во Градско, колку е во Велес, колку е во Неготино, да видиме во Неготино колку е. И они зимат од истиот систем од Лукар преку Кавадарци. Па да си донесеме одлука. Пак ќе кажам, од нас зависи какво комунално предпријатие ќе имаме не сега и наредните 5 години. Затоа што граничанци, јас лично бев во минатиот состав и кога се изгласаме за сумата на пари за новиот систем за Росоман Кавадарци и тогаш општина Кавадарци имавме заеднички проект за водата
и тогаш беше договор дека Росман ќе добие со таа сума на пари, вода без пари. Значи, во тие случаи, ние према Кавадарци немаме врска да плаќаме пари. Затоа што, а не годино е поврзана по стариот систем на вода. Значи, не е истиот. Значи, имаме нов систем со прочистителна станица. Бошова системот е нов. Значи, 2,5 милиона евра кошташе тие систем. Тоа не е исто. Значи, ние имаме таму учествува во тие дел. Кавадарци зимат од електроцентралите пари, заради тоа кај нас водата иде без пари. Значи, тоа треба да го проверите ви како началник, да седнете со правните служби, да видите каде се договорите и ќе знаете точно како што се дешава. И благодарам. Благодарам. Ајде вака сега, систем нов, стар, точно дека има еден нов доток на вода. Тоа е инвестиција која што беше изградена, ако добро се сеќам, 2012-13 година. Ја бев дел од вработените во општина Росуман тогаш. Но ние земаме од истиот систем. Тоа е едниот систем кој што функционира за општина Кавадарци, од општина Кавадарци кон Росуман. Нема нов крак од Росуман до Кавадарци. Туку влезот во Кавадарци има воведено нов систем кој што е над ваташ, има инвестирано тогаш 2,5 милиона евра, тоа е нова филтер станица со нов зафат, боша. Но тие систем функционира само во летен период. Значи ние треба да имаме само летото вода, не и зимото. Сега директорот разговараше, плаќаме. Плаќаме и тоа фактурира и јаде водостопанство, мислам дека вода од таа. И исто така се обврзаме и да плаќаме еден вработен кој што е вработен во нашето комунално е на обслужување на комуналец Кавадарци во делот на оваа филтер станица. Не благодарам. Повели колега. Директор и гранчалниче, ние плаќаме, имаме вработен, Љупчо работе таму, се плаќа. И донесиме одлука, кога донесија за пожарната. Мислам дека донесиме тогаш одлука 251 дополнително му се плаќа на комуналното на Кавадарци. А не плаќаме за вода, не знам зашто тоа. За одржавка и за клорирање. Да се провери. Јас сметам дека оваа одлука треба да се повлече од дневен ред и да разгледам убаво и после да изгласам. Дали да се покача водата или нема да се покача. Благодарам. Дали ти ова разбор? Да. Комисија да доклад. Ај пауза малце. Предлог за повлекување на точка 6. Одлука од дневниот ред. Одлука за утврдување тарифа за собирање и одводнување на урбани отпадни води на ЈПКД Росуман од Росуман за регулиран период од 2025-2027 година. Ја ставам на гласање. Кој е за? 4 за, 5 за. Кој е воздржан? 3 воздржани, против? Нема. Точка 7. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Росуман. Росуман за регулиран период 2025-2027 година. Има некој збор? Различни цели. Значи едно е за отпадни води, едно е за пиење или водоснабдување. Двете и повлечување. Оти мора одделно да се гласа точка по точка. Ја ставам на гласање. Кој е за? Чекај, зашо ја ставаш на гласање? За повлекување. 5 за, воздржани, 3, против, нема. Благодарам. Точка 6. Извештај квартален за финансиско работење на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство, стационар Шепа Кавадарци, за период од 1.1.2025 година до 30.9.2025 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Кој е за? 8 за, против нема, воздржани нема. Точка број 7. Програма и план за работа на
ЗЈП стационар Шепа со предлог буџет и финансиски план на ЗЈП стационар Шепа за 2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. И благодарам. Советнички прашања, повели колега Владко. Имам две прашања до градоначалникот. Прво прашање е во Open Finance гледам на 18.9.2025 година извршителот повлекол од општина Росман 350.000 денара. Зашо се тие повлечени од извршителот? И група граѓани ме задолжија да питам до каде е штетата за мраз и град. Почитувани, добро, првото прашање, окей, супер е. Ви известувам дека повлекувањето на средствата од извршител е поради личен долг на господинот претходен градоначалник Стојан Николов врз основа на извршно решение од страна на извршителот. Не знам кој е долгот. За сето тоа и мотивирано од денешната седница, во текот на утрешниот ден лично ќе поднесам кривична пријава до ОВР Кавадарци и ќе го известам јавното обвинителство за се што се случувало во претходен период во општина Росома. Исто така ќе преземеме мерки и активности, бидејќи ова што го говорите сега е случајно и откриено од наша страна претходните денови. Лично јас пред полициска станица и ќе одам утре да поднесам кривичната пријава против поранешниот градоначалник. Во однос на второто ваше барање, кој беше? За штетата, вршам директни консултации со владата, знаете дека и таму бев вработен до пред да станам градоначалник. На утрешната седница на влада ќе помине финансискиот дел, а по поминувањето на финансискиот дел ќе се изврши и исплата кон општина Росома. Се надевам дека тоа ќе биде извршено до крајот на тековната година. Ви благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Ристо. Градоначалниче, гледам дека сакате Росман да биде почисто, се борите со некои работи, што се за пофалба, ама сакам некои работи, да ви поставам прашање, дали размислувате за поставување да се направи сообраќајен режим во општина Росман, каде ќе се обележат паркинг места, ќе се стават знакови за забрането паркирање и запирање и ќе се наместат едносмерни улици. Значи во Росман повише време зборувам за овој проблем во Росман и не наидува на разбирање. Мислам дека треба да постапите по оваа работа, а како ќе го направите тоа е ваша работа. И благодарам. Повели. Благодарам советниче Ристо за поставеното прашање. Ви известувам дека денес вршиме одбележување на хоризонтална сигнализација на главните улици во Росома. Исто така ќе се пристапи и во Манастирот со изградбата на улицата преку Светска банка, ќе се постават огледала, а додека во Росома се постапува по актуелното сообраќајно решение кое што предвидува одбележување на пешачки премини, одбележување на средна линија, испрекината и полна линија. Исто така во наредниот период обезбедени се 2 легнати полицајци, а за 2 веќе ќе биде објавена јавна набавка наскоро, не само за 2 легнати полицајци, но и за дополнително поставување на ПВЦ столчиња, каде што ќе биде извршено оградување, да се знае во Росома што е коловозна лента, што е паркиралиште, што е движење на пешаци, со што ќе ослободиме главната улица, тоа е улицата Пролетерска и улицата Гоце Делчев од паркирањето, каде што е критично. Ги знаеме кои се критични 2-3 места, така да наредниот период ќе гледаме да обезбедиме, можеби дел од парковите површини од тие кои се бетонизирани, ќе успееме да направиме некое паркинг место, бидејќи не и само да ги отстраниме, туку треба да му возможиме на граѓаните кај да паркират. И само свеста да проработи, се надевам дека ќе направиме одлична соработка со ОВР Кавадарци, каде што ќе испаднеме да ги предупредуваме во
попрвично да ги предупредиме луѓето кои што паркираат, затоа што посебно тука под општината еден дел има каде што често се случува паркирање на возила, а во близина имаме паркинг кој што не се користи. Исто така ќе обележиме и пешачки преминка и детската градинка Праскичка, затоа што многу пати тука се случуваат претрчување на дечињата од основното училиште Пере Тошев до имаме пекара во близина, да не ни се случи некоја сообраќајна незгода, не дај Боже со лоши последици. Исто така и на другиот дел кај основното училиште кај е главниот лес. Така да ќе работиме напоредно на сите проблеми овие со сообраќајот да ги решиме. Исто така и со влезот, со паркирањето на камиони, имаше поставено сообраќајни знаци, гледам дека често се уништуваат и треба се преземат многу мерки. Исто така имаме најава и воведување на Safe City што е во Скопје воведено, ќе се воведува и нов проект кој ќе биде Safe City фактички за целата држава. Ќе се постават и сообраќајни камери во Росуман, така да што истите ќе регистрираат и сообраќајни прекршоци. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, благодарам на присутноста, со ова ја затвараме седницата.